Интересираме за пари и напред комуналното кај да оди. Жешка атмосфера на првиот ден од штрајкот на комуналните работници во Берово. Тие денеска прекинаа со работа и синдикално организирани, доставија до раководството на јавното комунално предпријатие услуга само едно барање, исплата на заостанатите 4 плати. Работниците само за плата штрикуваат. За друго не. Нема политика, нема партии, нема ништо. Планираме да престанеме со собирање на отпадот, се додека не се исполни барањето. Но платите се само еден дел од проблемите во ова предпријатие, велат работниците. Некне бе во Скопје, 13.500 денара дадох за еден преглед, без мисла на слободно, без социјално. На Карчино 200 имам, 3 години на контрола, здравство немам. Решение мора да се бара, мора да се најде и за пречистителната станица. Таму се ствараат трошоци, колку 500.000 е секој месец трошоци на пречистителна станица, а приход од неа немаме никак. Пред работниците се појави председателот на Советот, Матеничарски, кој потенцираше дека сепак проблемот е превработеноста на предпријатието, но им вети одлука за субвенционирање. Повеќе од 7 години со комуналното менаџира директорот Дракалски и градоначалникот на општина Берово Драги Наџевски. Советот во рамките на своите надлежности ги покрива загубите на јавното комунално предпријатие кои ги стваруваат во текот на годината. Градоначалникот Наџински штрајкот го коментира како уште една бомба од СДСМ пред избори. За жал, тој проект е проект на Социјалдемократскиот сојуз, реализиран преку Советот на општина Берово, каде мнозинството го прави Социјалдемократскиот сојуз. Но и тој ги поддржува работниците и најави средства од ребалансот на општината, кои ќе се наменат за ублажување на состојбата. Го поддржувам штрајкот и таму каде што се моите надлежности, мојата одговорност, јас им ветив и тоа редовно го правам дека ќе ги исполнам и колку можам финансиски ќе им помогнам. Но соочени со поделбата на власта на локално ниво меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, работниците со апел до Наџински и Матеничарски. Да седнете заеднички да го најдете проблем. За политички сврхи нас уопште туа не интересира. Директорот на предпријатието Љупчо Дракалски избега од медиумите, не сакајќи да ја објасни состојбата на предпријатието, но нашите информации се дека Беровското комунално има стари и нови долгови високи над 30 милиони денари, а сметката на предпријатието е блокирана од УЈП за платите на работниците. Штрајкот ќе продолжи до исполнување на барањата за исплата на плати, велат работниците, но првиот неработен ден на комуналците ги наполни контејнерите со ѓубре.